Сакате да реагирате на некој проблем во вашата заедница, но немате идеја како. Веќе знаете за петицијата и протестот, но барате нешто ново. Се повеќе и повеќе активисти и активистки ја употребуваат уметноста во нивната борба за правда и еднаквост. Истовремено, се повеќе уметници креираат уметнички дела кои се социјално ангажирани, со цел да адресираат некој предизвик во општеството или пак да придонесат кон неговото решавање. Највидлива е употребата на уметноста во активизмот кај герила акциите. Активистите можат да изведат некој перформанс, например пеење или танцување, или пак да креираат некое визуелно дело на символично избрана локација, се со цел да прикажат некоја порака. Уметноста е исклучително моќна алатка, со која можеме да привлечеме внимание, но и да го зачуваме. И така, на незаборавен начин, да пренесеме некоја порака. Индивидуите, групите и организациите ја употребуваат уметноста во активизмот во следните случаи. Прво, кога сакаат да привлечат брзо и ефикасно внимание кон проблемот. Ова е најзабележително кај герила акциите. Кај овие акции, случајните минувачи не мораат ни да застанат за да ја сватат пораката. Туку ја восприемаат во истата секунда кога ќе го погледнат делото. На овој начин, герила акциите предизвикуваат минувачите да разговараат и да размислуваат за проблемот во една секунда за цел ден. Второ, во случај кога сакаат да го привлечат вниманието на медиумите кон проблемот. Ако медиумите се заинтересираат за акцијата, тогаш автоматски многу полесно е да се пренесе пораката кон пошироката јавност. Во третиот случај, кога сакаат да адресираат некој проблем, но мобилизацијата на населението е невозможна. Дали заради опресивноста на владата или пак заради некои други вонредни состојби. Фанзин е специфичен културолошки феномен кој се состои од рачно изработени неформални мини публикации, користејќи фрагменти од веќе постојачки публикации во комбинација со креативните решенија на авторите на фанзинот. Историјата на фанзинот почнува некаде во 30-тите години на минатиот век. Низ годините, различни субкултури го користеле како алатка за неконвенционално изразување. Во 90-тите години, фанзинот почнува да се користи во феминистичкото панк движење. Денес, фанзинот продолжува да биде популарна алатка преку која активистите ги истакнуваат феминистичките прашања, родово базираното насилство, економските и социјалните нееднаквости. Уметноста е една од најмоќните алатки со која може да се зајакне видливоста на борбата за права и да се предизвика луѓето да се приклучат на истата. За крај, сакаме да ве прашаме да размислите како вие можете да ја употребите уметноста за да потенцирате некој проблем во вашата заедница.